Прифаќањето на францускиот предлог е само укинување. Наспроти уверувањето на власта дека јазикот е бетон, експертската јавност реагира дека со прифаќањето на предлогот од Макрон не само што немаме гаранција за јазикот, туку и го губиме историскиот континуитет. И лично сметам дека овој предлог е исклучително лош и дека во никој случај владата не треба да го потпише и да се согласи на вакво нешто, бидејќи на овој начин ќе треба да се самоукинеме, само по дома да зборуваме македонски јазик и да во локални рамки, да кажеме, во рамките на нашата држава да го зборуваме, а надвор од тоа немаме никаква гаранција. Наводните цврсти гаранции власта ги представува со една и единствена реченица во францускиот предлог во која се споменува македонскиот јазик и тоа во делот на општиот став на ЕУ. Во однос на преводите, правото на ЕУ на македонски, ЕУ ги зема предвид со одветните еднострани декларации на Бугарија и Северна Македонија за македонскиот јазик, стои во општиот став на Европската Унија. Со вака срочен документ на сите, освен на власта, им е јасно дека немаме апсолутно никакви гаранции. Според Маđarска, во предлогот јасно се гледа дека Бугарија никогаш нема да прифати оти македонскиот јазик е посебен јазик. Воопшто не е гарантиран македонскиот јазик со овој француски предлог. Конечно имавме можност прво на англиски да го прочитаме. Таму речиси ништо не е наведено, но има упатувања на некои декларации и така натаму во кои што е јасно е кажано дека бугарската страна нема никогаш да прифати дека македонскиот јазик е посебен јазик. Тоа значи дека со овој француски предлог ние не само што треба да се откажеме од македонскиот јазик од пред 44 година и да се согласиме со тоа дека е тој вештачка творба, туку треба да се исто така откажеме и од комплетната историја. 4 дена нацијата е на нозе и испраќа пораки до владата дека немаме никакви гаранции, ни за јазикот, ни за идентитетот. Во отворено писмо, јасна порака испратија и невладините организации дека јазикот со унилатерални декларации никако не е заштитен. Зошто пред една седмица за решението за јазикот со унилатерални декларации сметавте дека е неприфатливо, а сега е прифатливо? Какви гаранции обезбедила владата за да го заштити македонскиот јазик? Кога и со кои политички субјекти владата постигнала согласност за промена на уставот? Критиките и пораките до Илинденска се јасни. Со Бугарија не можеме да се усогласиме без да се само укинеме. А ова е предлог кој е прифатен од бугарската страна. Сите се сложни дека никако не смее да се продолжи со ваквите преговори, но прашањето е дали некој ќе ги послуша.